Назад во студиото со колегата Владко Чаловски. Како што најавив, неколку минути за спортот. Чало, зошто денеска порано спортот во обичајните минути? Да, морам да напоменам во оваа втора сезона, пред се добро утро за нашите гледачи и слушатели секако. Морам да напоменам дека во оваа втора сезона ова е втор пат да ни се случи макар наутро во ранните утренски часови, 10 на 15 минути пред да започнеме да се случи нешто па да не може гостинот да го вклучиме во утрински брифинг и од таа причина малку порано со овие минути за спортот во кои што чисто од страната на фановите, како што можам јас да го гледам тоа, да позборуваме за годината. Иако и тоа не очекува во наредните изданија на утрински брифинг да имаме еден од оние спортски новинари кои што детално го следат спортот и во Македонија и во светот, и со тоа да ја заокружиме ова 2020 година, која што секако дека за спортските фанови, а секако и за спортот генерално е лоша година затоа што во ниту еден спорт немаше можност фановите, односно публиката, нели, во живо да ги гледа надпреварите. Сите надпревари на празни стадиони. Што значи ова за фудбалерите, за ракометарите, генерално за спортистите? Можеш ли да предпоставиш како е да се игра на празни трибини? Па да, ако се следат и изјавите на сега ги спомна ракометарите, меѓутоа тука се и кошаркарите и фудбалерите, ако се следат нивните реакции, особено реакциите на тренерите, тогаш се знае дека например еден сега Вардар во Македонија, еден Еврофарм Пелистер во Битола, например надпреварите на домашен терен многу им зависат од атмосферата, од публиката која што имаат, нели, која што прави, или пак работнички во кошарка, МЗТ во кошарка, која што публиката им прави таква атмосфера да им даде што поголем кураж, па да може сите, нели, оние дерби надпревари да ги добијат. Иако известно е дека екипите на, нели, поедини во ракометот, Вардар и Еврофарм, Металург, во кошарката МЗТ, работнички, имаме сега и нови екипи кои што надоаѓаат, кои што го градат својот квалитет. Без разлика дали имаат публика, тие се секогаш фаворити, секогаш се претендираат за оние први, втори, трети места во лигите. Меѓутоа, кога играат, например, со европските екипи, и како им е потребна публика. Имено сакам да направам една паралела, деновиве читав токму за, сега анализата беше само за фудбалот во Англија, меѓутоа Англија е најголемиот репер за тоа што значат да се изгубат фановите во сред сезона. Имаше еден репер за тоа проследувањето на атмосферата која што ја прават самите фанови на клубовите со химните кои што ги пеат на стадионите. И во една таква ситуација Англија од 2 декември некаде, кога заврши они генерален локдаун на државата, од 2 декември направи еден список на клубови според градовите од каде што доаѓаат на ниво 1, 2, 3 и 4. Во ниво 1 е дозволено да има публика, а во моментот во ниво 1 се само Ливерпул и Евертон, тоа се двата клуба кои што доаѓаат од градот Ливерпул и само тие имаат по 2000 фанови, кои што постепено потоа ќе треба да растат. Има и малку нефер во моментот. Ете, тоа е една од реакциите дека е нефер, затоа што од Лондон, например, се надпреваруваат 5 екипи, меѓутоа пред недела и пол, 2, Лондон падна во на ниво 3 на загрозеност, и тоа сето е според здравствените комисии. Да, излезе мутираниот коронавирус. Така е. И од кога излезе мутираниот вирус, од кога градовите станаа малку поризични, на сите други кои што има по 2000, по 3000 на трибините, им ги укина, што не е гаранција ниту за градот Ливерпул дека ќе продолжи на исти начин. И сега тука, за да видиш колкава е таа потреба од навивачите да присуствуваат на трибините, ќе видиш дека од двајца тренери од
20 во првата лига во Англија. 20 тренери ја бранат одлуката, 18 други велат ова е нефер. 18 други ја напаѓаат, меѓутоа тоа не зависи од овие останатите два клуба, бидејќи зависи од владата на Борис Џонсон во Британија. Чело, уште едно прашање накратко од март, можеби нешто порано од како вирусот пристигна и на европско тло. Голем број спортисти беа заразени со коронавирус, па потоа се ширеше внатре во клубовите. Си прочитал, има ли некаква анализа до сега колкава е штетата токму од ова генерално на спортот? Многу клубови можеби и ги откажаа надпреварите, мораат цели клубови да се стават во карантин, па тука се нели еден тон константни тестирања за да се продолжи понатаму да се игра. Како се тоа се одрази врз спортот генерално? Па да, например ракометната лига во Македонија годинава не виде ракомет. Имено Еврофарм Пелистер настапуваше во неколку 1, 2 или 3, сега точно не знам, европски надпревари, меѓутоа во домашната лига до сега со Вардар како најголеми конкуренти за титулата ќе одиграа барем еден надпревар, немаат одиграно. Очекувањата се дека ако се епидемиолошките анализи иако не се основаат на некаква научна база, дека публиката би можела до пролет да се врати, бидејќи се прави масовна вакцинација, тогаш во плейофот би се сретнале двете екипи, па тогаш дури би виделе некаков ракомет. Во кошарката исто така, не се одиграа многу надпревари, бидејќи голем дел од играчите во различни екипи беа заразени, или пак како еден е заразен, други мора да одат во карантин со оглед на тоа што заедно тренираат. Исто така и во фудбалот. Сега, освен во Македонија, така е и во светот. Генерално многу клубови во било кој спорти да споменеме, нема спорт кој што во моментов има профит. Тоа е Сеќавам на сите утрински прелистувања на весниците, дека во вестите од спортот секој ден речи си имаше нова најава за нов заболен спортист или нов откажан надпревар. И оние индивидуални спортови како тенисот и како формулата, сите тие се погодени со оглед на тоа што ниту има публика некаде, ниту тимовите им се во загуба. Прескапи спортови кои што туку ги спомена. Чало, ти благодарам за денешното гостување.